Здраво на сите, јас сум Александар Маджаровски или Читачот според името на мојот YouTube канал и во ова видео ќе зборувам за еден одличен роман кој што го читав неодамна и навистина ми се допадна, тоа е романот Татковина од Фернандо Арамбуру. Фернандо Арамбуру е шпански писател, значи овој роман Патрија во оригинал на шпански е излезен во 2016 година, значи не е стар романот, значи пред 5 години е издаден. И во Шпанија, колку што јас дознав, предизвикал вистинска сензација, бил продаден во многу примероци, читан од многу луѓе, подоцна излезе и серија на HBO, исто така наречена Патрија или Homeland на англиски, мислам дека е преведена. Кај нас овој роман излезе оваа година во издание на издавачката куќа Арт Конект, преводот од шпански е на Катерина Јосифовска. И овој роман, заедно со уште други 9 романи, е дел од една серија романи, дел од проектот Европски приказни на Надеж, кој што е поддржан од Креативна Европа на Европската Унија. Може на сајтот на Art Connect можете да ги видите и другите наслови, ви ги препорачувам Art Connect затоа што навадат на вистина одлични наслови. Интересно е што некаде до пред 10-15 години не беше невообичаено на вести, на радио, јас барем се сеќавам кога растев, или не знам, да се прочита во вестник или на телевизија, да се слушна на вестите, да се слушнат два збора, кратенката ета и секогаш заедно со зборот Баскија. Баскија е една територија, една област во северна Шпанија, зафаќа и дел од Јужна Франција, во кој што живеат една етничка група наречена баскијци и со посебен јазик, и ета всушност е кратенка за една терористичка организација која што е основана во 1959 година и која функционираше неколку децении. Жртви на таа организација во атентати, во подметнати бомби, во секакви акции беа смета дека се повеќе од 800 луѓе. Таа организација, велам, до пред 10-15 години, затоа што 2009 негде, ако не се лажам, организацијата прекинува со секакви вооружени действија, а 2018 мислам дека веќе целосно се растура и престанува да постои како терористичка организација. Токму од ова го кажувам затоа што токму во тој свет не воведува писателот Фернандо Арамбуру и во тој свет, во тој контекст се одвива действието на овој роман. Во центарот Фернандо Арамбуру предпоставувам дека и самиот е баскијец, затоа што е од Сан Себастијан. Действието, главното действие се случува пред се во едно село, едно градче во близина на Сан Себастијан, кој што е приморски град во северна Шпанија и во средиштето на Баскија. И во центарот има две семејства кои што едното семејство има 3 деца, едното семејство има 2 деца кои што се многу блиски, се дружат, мажите, па и жените во семејството се многу блиски пријатели и пријателки. Од една страна го имаме семејството на Хошијан и Мирен, кои што имаат 3 деца, најстарата ќерка на Аранча, синот Хоше Мари и најмалиот син Горка. Од друга страна семејството на Чато и Битори, кои што имаат 2 деца, едната ќерката Нереа и синот Шабиер. Како функционира романот е на тој начин што уште на самиот почеток ни се дадени главните детали. Главните детали во кои што дознаваме дека се случува убиство и подоцна писателот на многу вешт начин всушност прави цела реконструкција на тоа како дошло до тој настан и прави реконструкција на минатото на овие две семејства и најмногу од действието се случува во 80-тите и 90-тите години. Значи, Чато, кој што е сопругот на Битори, е бизнисмен во тоа, успешен бизнисмен, во тоа има своја фирма, во тоа место, и кога ќе одбие, по втор пат, кога ќе одбие да плати на некој начин да уплати пари на ета, да ги спонзорира нивните действија за ослободување на Еускал Херија, како што ја нарекуваат на баскиски Баскија, ќе стане тој мета на нивни напади и ќе почне из целото градче, ќе осамне со графити, Чато тиранин, Чато предавник. И веднаш поради тој социјален притисок, сите ќе му го свртат грбот. Дури и семејството на неговиот најдобар другар Хошијан, со кој што одат на велосипедски тури, ќе му го сврти грбот. Она што се случува е
синот на Хошијан и на Мирен се радикализира да станува дел Хошемари, кој што е ракометар, станува дел од ЕТА и на крај конечно одредено време подоцна, неколку месеци или една година подоцна ќе учествува во акцијата во која што ќе биде убиен Чато, сопругот или таткото на нивните другари од нивното најблиско пријателско семејство. И од тука подоцна почнува една реконструкција на се што се случува, се што води до тој настан. Ако се запраша каде погрешил, одговара никаде. Ако се запраша повторно, одговара бев глупав, ми изигра. Се кае, има денови кога е лошо расположен, тогаш жали поради некој нешто што ги направи. И така година за година се додека не се изгуби во броењето. Размислува и премислува, мора некако да ја исполниш самотијата, нели? Фернандо Арамбуру се зафаќа со една многу комплексна, со една многу сложена тема и со една многу чувствителна тема и се обидува да напише роман за односот меѓу овие две семејства, во кој што едното семејство е жртва на тој тероризам, дека другото семејство на некој начин е извршителот и соучесник со таа терористичка организација. Меѓутоа не е лесно да се пишува, велам, на вакви теми, затоа што не е едноставно писателот да биде објективен наблюдувач и да ја задржи таа објективност или таа неутралност која што е според мене потребна за да се направи едно добро уметничко дело во кој што самиот читател ќе може да ги процени, да ги просуди работите и да ги види на некој начин објективно, можеби да ги види, да ги слушне, да прочита за двете страни од приказната. И мислам дека тоа Фернандо Арамбуру го прави на многу добар, многу мајсторски начин, затоа што мислам дека и самиот е познавач на тие нешта, затоа што и самиот е баскиец и на некој начин е инсайдер во целата приказна. Го имаме едното семејство во кој што е убиен мажот во тоа семејство, таткото во тоа семејство, кој што е ставено пред избор на некој начин и може години поминуваат и тоа семејство може да живее потполно да го прими идентитетот на жртва. Стилот во овој роман, има 650 страници, значи романот е доста обемен, доста е голем, меѓутоа многу лесно се чита. Е составен од 125 пократки поглавја. Меѓутоа многу вешто, многу ја плете, ја ткае приказната Арамбуру со тоа што прави реконструкција на настани и не одат сосема линеарно, значи се навраќа на некој настан што се одиграл поодамна во младоста, примерно некој од децата на овие ликови, на овие семејства, или неколку поглавја се поврзани едно по друго, во кој што еден или два или три ликови се во центарот на тие поглавја, па потоа се движи кај другото семејство и така натаму. Значи гледаме дека на многу вешт начин ја раскажува приказната. Може да си кажете, па добро, 650 страници и многу често може да се раскаже приказни во многу помалку страници. И јас си го помислив истото кога почнав да го читам романот и се кажав, па добро сега да не биде ова книга целосно со повторувања и да стане доздодевна, меѓутоа јас воопшто не ја доживав така книгата. Значи стилот нема премногу детални описи, значи стилот е доста економичен, иако ликовите се сепак длабински и не се површински. Всушност овој роман го има она што според мене, барем романите што мене ми се допаѓаат го имаат, тоа е што може и да научиме за одреден контекст, значи да се дознаеме нешто ново, да се информираме, да речеме дознав повеќе за Баскија, за како изгледал животот во времето на ЕТА, а од друга страна има добра приказна која што ни го грабнува нашето внимание, затоа што во современите текови на литературата знае некогаш и премногу да се експериментира со формата, да со јазикот и знаат некогаш современите романи да бидат обременувачки и некогаш добро доаѓа едноставно како убав свеж див доаѓа кој ќе се прочита една семејна, линеарна на некој начин приказна која што ќе не внесе во тој свет и ќе посакаме да останеме што подолго. Она што го забележав и она што ми се допадна е што во еден дел од романот
еден од ликовите Шабиер ќе отиде на некаква конференција на жртвите на ЕТА и таму ќе има еден писател кој што држи говор. И сега ќе ви прочитам сосем неколку кратки извадоци од неговиот говор, затоа што сметам дека всушност Фернандо Арамбуру се става сами од себе си, неговите зборови ги става во устата на овој писател и мислам дека може да дознаеме и за самата мотивација за овој роман преку тие зборови. Ќе прочитам само неколку извадоци. Овој проект, чија цел е со помош на книжевната фикција да оставам сведоштво за злосторствата кои ги изврши една терористичка банда, во мојот случај има двојна мотивација. Од една страна е емпатијата што ја чувствувам за жртвите на тероризмот. Од друга, крајната одбивност што ја чувствувам спрема насилството и кон секоја агресија што го крши владењето на правото. Затоа пишував за страдањата што си ги нанесува едни на други, обидувајќи се да покажам во што се состојат тие страдања. И секако кој ги предизвика и какви психички и физички последици имаа врз преживеаните жртви. Исто така пишував и против злосторството извршено под политички изговор, во име на татковината во која група вооружени луѓе со срамна поддршка од еден дел од општеството одлучува кој припаѓа во споменатата татковина, а кој би требало да си замине или да исчезне. Пишував без омраза против јазикот на омразата, против негрижата и заборавот кон кои тежнее, а оние што сакаат да измислат нова историја за потребите на својата цел и во согласност со своите тоталитаристички уверувања. И на крај, вели, но пишував и поттикнат од желбата да им понудам нешто позитивно на луѓето како мене. Пишував во име на книжевноста и уметноста, а со самото тоа и во име на сета добрина и благородност што човечкото суштество ја носи во себе. Значи, мислам дека тука може да најдеме делот од мотивацијата на Арамбуру. Приказната сепак ќе видите на крајот кога ќе ја прочитате, ќе видите дека ова сепак е приказна на надеж, дека сепак човечноста победува, го победува национализмот, ја победува омразата, значи happy ending, мислам не е класичен happy ending или среќен крај, меѓутоа сепак завршува со надеж и мислам дека многу убаво се вклопува и може да се нарече европска приказна на надеж. Топло ви го препорачувам овој роман, проверете го, најдете го, прочитајте го, нема да сгрешите и ве поздравувам. Ćao.